Најголеми загадувачи на реката Вардар се пестицидите, химиските супстанции и лековите во пограничниот регион. Покрај ова, речните води на Вардар ги загадуваат интензивниот стамбен и индустријски развој, неконтролираното депонирање на цврст отпад, интензивното сточарство и нелегалната експлоатација на песок. Ова се резултатите што ги соопшти Димитри Ламбропуло од Универзитетот Аристотелис, катедра за хемија од Солун на инфоденот во Гевгилија за презентирање на резултатите од следењето на квалитетот на водата на река Вардар од двете страни на границата. Како дел од проектот Одржливо управување на водните ресурси во прекограничниот регион, објави општина Гевгилија на својата веб страна. Според двегодишното истражување на речните води на грчка територија, како и 6-месечното истражување на македонскиот дел, кои се нецелосни поради пандемијата, пестицидите се најголеми загадувачи на реката Вардар. Детектирани се над 300 хемиски супстанции со кои се третира земјоделското производство во пограничниот регион околу реката Вардар. Инаку во рамките на проектот Одржливо управување на водните ресурси во прекограничниот регион, јавните комунални претпријатија во Гевгелија, Пеонија и Халкидона добија нова опрема за заштита на водите во Вардар. Анализите на грчка територија покажуваат дека меѓу токсичните загадувачи на реката Вардар се и медикаментите, односно зголемените фармацевски производи кои што се користат, а се опасни за рибите и птиците. Инаку Ламбропуло од Универзитетот Аристотелис од Солун апелираше за контролирано користење на пестицидите во регионите околу Вардар. Инаку лабораторијата на катедрата за хемија при Универзитетот Аристотелу во Солун, која е сертифицирана за вакви анализи на водите, продолжува со истражување на водата во реката Вардар, вклучувајќи ги и речните води на наша територија. Анализите на Солунскиот универзитет покажале дека покрај пестицидите, химиските супстанции и медикаментите, постојат и други токсични загадувачи, како што се пластиката, амбалажата и противпожарните заштитни средства.